Мојата оригинална мачка се викаше Чај и таа беше милениче како моја сродна душа. Никогаш во животот не сум имала врска со животно како што имав со неа, ниту порано, ниту подоцна. Врската помеѓу тренерот за животни Кели Андерсон со нејзината мачка била толку силна што Андерсон решила да ја клонира. Се борев со депресија кога ја имав. Таа ми го спаси животот повеќе пати отколку што можам да избројам. Многу ми беше тешко кога почина. Андерсон отиде кај клонаторот на мачки, кучиња и коњи Виаген со седиште во САД. Представничката на службата за клиенти Коди Ламп вели дека процесот за клонирање започнува со тоа што ветеринарите испраќаат примерок од биопсија на миленичето за клонирање. По добивањето на примерокот ќе направиме клеточна култура. Ние користиме дел од зачуваните клетки за да создадеме клонирани ембриони, а потоа тие се префрлени кај сурогат мајки. И тоа е нормален период на бременост. Беа потребни 4 години за да се клонира нејзината мачка, но конечно ја запозна Бел, клонот на Чај. Андерсон рече дека и покрај чекањето, знаејќи дека мачката доаѓа е како светлина на крајот од тунелот. Кога добив повик дека конечно ја клонирале, бев шокирана. Бел има различни белези, но и нејзината личност е различна. Јас ја сакам толку многу и дефинитивно е како мојата претходна мачка, но тоа воопшто не е иста врска и никогаш не го очекував, ниту посакував тоа. Повратните информации што ги добиваме се дека темпераментот и личноста се доста слични, но тие сепак ќе бидат нивна единствена карактеристика. Клонирањето не е ефтино. Андерсон платила $25,000 пред 6 години, а цената од тогаш двојно се зголемила на $50,000. Зедов кредит затоа што немам толку многу пари. Јас сум само дресар на кучиња, не сум Парис Хилтон. Хотелската наследничка Парис Хилтон го клонирала своето куче што резултирало со 2 нови клонови на кученца. Музичарката Барбара Стрейсенд доби и 2 клонирани кучиња од нејзиниот сакан Котон де Тулеар. Андерсон, која има профил на Инстаграм за Бел, вели дека иако има многу омраза на социјалните мрежи за нејзиниот избор, таа не се кае. Мислам дека љубовта е иста и тоа е навистина важен дел за клонирање. Никогаш не се работеше за нејзино воскреснување или реинкарнирање. Сакав само дел од неа да продолжи. Значи Бел е тој дел од неа. Андерсон има ДНК од нејзината сибирска хаска Гост со надеж дека ќе може да го клонира еден ден.